Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во мојата училница и го следите предметот математика за 9 оделение. Јас сум Снежана Крдличка, наставник по математика во основното училиште Браќа Миладиновци од Куманово. За да го следите часот, ќе ви биде потребна тетрадка во која ќе запишувате и прибор за пишување. Да го проследиме часот. Што денеска ќе работи? Решавање на текстуални проблеми со примена на систем линеарни равенки со две непознати. Ние во секојдневниот живот често се среќаваме со текстуални проблеми и воопшто со проблеми за кои е потребна математиката за да се решат. Некои од овие проблеми ги решаваме со примена на систем линеарни равенки со две непознати. Прашањата што ги поставувате се многу, а следниве чекори ќе ви помогнат да ги решите некои од тие проблеми. Задачата секогаш внимателно се чита и се определуваат познатите и непознатите величини. Се означуваат непознатите величини, значи откако ќе ги одредиш, ги означуваш со x, y, a, b, ако е тоа некоја геометриска задача со агли, алфа, бета и така натаму. Следниот чекор е да ги воочиш во текстот за да видите заемни врски. Тие врски што постојат меѓу елементите ги составуваш во равенка, а од равенките составуваш систем. И на крајот се разбира, системот се решава со некоја од познатите методи за решавање на систем линеарни равенки со две непознати. Еве една задача. Збирот на два броја е 72, а нивната разлика е 2. Кои се тие броја? Че често е потребно задачата и повеќе пати да се прочита, за да ги воочиш непознатите елементи и се разбира врските што постојат помеѓу нив. Бидејќи станува збор во задачава за два броја, чии што збир е 72, а нивната разлика е 2, тоа значи дека се тоа два различни броја, од кои едниот е поголем, а другиот помал. Следи означувањето на непознатите елементи. Поголемиот број ќе го означам со x, а помалиот со y. Следниот чекор е да ги воочиш врските што постојат меѓу овие две непознати. Од врската збирот на два броја е 72, ја составуваме равенката x плюс y е еднакво на 72. А од врската, дека нивната разлика е 2, ја составуваме равенката x минус y е еднакво на 2. Од овие две равенки образувавме систем линеарни равенки со две непознати. Следува решавањето на системот. Размислете кратко, која метода е најпогодна да се примени за да се реши овој систем. Ако се одлучивте за методата на спротивни коефициенти или елиминација, тогаш сте во право, бидејќи овие два елементи можат да се елиминираат како спротивни членови. Ги собираме двете равенки, x плюс x е еднакво на 2x, а y минус y е 0, со што ја елиминираме непознатата y. И десната страна, 72 плюс 2 е 74. Ја решаваме равенката, што ја добивме, бидејќи е тоа линеарна равенка со една непозната, постапуваме така што множителот 2 ќе го префрлиме од десно
како делител и откако ќе поделиме, добиваме поголемиот број, а тој е 37. Оваа вредност за x ја заменуваме по една од горните равенки, бираме било која, јас ја одбрав првата, значи во првата равенка на место на x заменувам 37. И ја добивам равенката 37 плюс y е еднакво на 72. Значи добив равенка со една непозната, следува решавањето на равенката. 37 го префрлуваме десно, станува минус 37, y е еднакво на 35, така го одредивме помалиот број. Со оваа двата броја се одредени, следува проверка, значи секогаш направете проверка за да видите дали овие вредности ги задоволуваат условите на задачата. Дека збирот е 72, а разликата 2. Откако се уверивме, значи можеме да преминеме на нова задача. На две полици има 124 книги. На првата полица има 3 пати повеќе од втората. По колку книги има на секоја полица? Значи, ги утврдуваме непознатите, ги следиме чекорите што ги дадот на почетокот. Значи имаме две полици, бројот на книгите не ни е познат, ама знаеме дека нивниот збир е 124. Од овој услов, откако ќе ги означиме непознатите на првата полица со x и бројот на книгите на втората полица со y, ја составуваме равенката x плюс y е еднакво на 124. Од вториот услов, дека на првата полица има 3 пати повеќе од втората, ја составуваме втората равенка. Втората равенка е x еднакво на 3y. Добивме нов систем од две линеарни равенки со две непознати. Размислете кратко која метода ќе ја примените. Ако се одлучивте за методата на замена, за вредноста на x, тогаш сте во право, тоа е најполудната метода во овој систем. Значи правиме замена, во првата равенка на место на x заменуваме 3y и ја добиваме оваа линеарна равенка со една непозната. Преминуваме на нејзино решавање, 4y е еднакво на 124, множителот 4 го префрлуваме од десно, станува делител и откако ги поделиме, утврдуваме дека на втората полица има 31 книга, бидејќи y е бројот на книгите од втората полица. Со оваа вредност за x, за y се извинувам, се враќаме во една од горните равенки, јас ја одбрав втората и на место на y заменувам 31, го пресметувам производот и утврдувам дека на првата полица има 93 книги. Со тоа системот е решен, утврдивме тоа што се бара во задачата и можеме да направиме проверка. Системот може да се примени и во некои од геометриските задачи. Еве една таква. Одреди ги мерните броеви на остар и тап агол со паралелни краци, ако нивната разлика е 36. Значи станува збор за два различни агли, бидејќи едниот е остар, а едниот тап, значи тие не се еднакви.
и се со паралелни краци. Ова е еден услов што треба да ни помогне да составиме равенка. Значи, аглите со паралелни краци, тоа го имаме веќе учено порано, знаеме дека се или еднакви или суплементи. Бидејќи овие не се еднакви, тогаш значи дека се суплементи. Суплементни значи, да се подсетиме, дека нивниот збир е 180 степени. Од овој услов составуваме равенка, така што тапиот агол го значиме со алфа, а остриот агол со бета. Алфа плюс бета е еднакво на 180. Од вториот услов ја составуваме втората равенка. Нивната разлика е 36. Алфа минус бета е 36. Го составивме системот и сега преминуваме на негово решавање. Повторно ќе примениме методата на спротивни коефициенти, бидејќи е погодна, значи ги собираме левата страна, 2 алфа, и десната, 216. Ја решаваме равенката и добивме дека аголот алфа има 108 степени. Се враќаме во системот, избираме една од горните равенки, во која што за алфа ќе замениме 108 степени. Јас ја одбрав првата, на место на алфа заменувам 108 степени и решавам равенка со една линеарна равенка со една непозната. Од каде што произлегува дека аголот бета има 72 степени. Ова се само неколку примери во кои можете да видите како се применува систем од две линеарни равенки со две непознати. Обидете се и самите, така што за дома можете во учебникот за 9 оделение на страна 178 да ги решите четвртата, петата, шестата задача и на страна 180 задачите 4 и 5. Ви посакувам успех и до гледање.